Затворска казна од 40 години доби кавадарчанецот Тони Станоев, кој е обвинет за убиство на родителите на неговата сопруга и нејзината сестра. Според казнениот правилник, за вакво кривично дело е предвидена казна од најмалку 15 години или доживотен затвор. Кривичниот совет, имајќи го во предвид член 35 и наведените околности, наместо казна доживотен затвор, обвинетиот го осуди на казна долготраен затвор од 40 години. Според роднините на убиените, ова е премала казна за сторителот. На убиството му предходеле низа настани кои ја потврдуваат вината, сметаат оштетените. Станоев бил пријавуван за семејно насилство врз сопругата и нејзините роднини. Се прашам што требаше да направи Тони Стојановски, уште кого требаше да го убие за да биде доживотно казнет. Тоа е моето прашање кон судството и кон сите кои се бават со оваа проблематика. Ако до сега живееме у страв, сега уште у поголем страв живееме. Дали е правда овоа? Дали е правда? Самохрана мајка да се тресе секоја вечер како ќе биде и што ќе биде. И одбраната на оштетеното семејство е незадоволна од пресудата, најави жалба на одлуката. Адвокатот Орданчо Темков смета дека судот изрекол преблага казна за тешкото кривично дело кое го сторил Станоев. Сметаме дека правните институции во втор степен ќе е изменат оваа пресуда и сметаме дека ќе се донесе пресуда која што заслужува обвинетиот. Во ноември минатата година се случи трикратното убиство во Кавадарци. Во текот на судењето, Тони Станоев ја призна вината и рече дека жали за стореното. Во текот на процесот, неговиот адвокат тврдеше дека Станоев кривичното дело го извршил поради депресивно растројство. На ова му предходело бракоразводната постапка. Поради ова бараше судот при изрекување на казната и тоа да го има во предвид. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска изразија негодување и јавно ја запрашаа советничката група на опозицијата зошто гласале против донесување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2016 година. Таа предвидува изработка на 28 урбанистичко-плански документации, од нив 12 се детални урбанистички планови, 15 се општи акти за населени места во општината и еден урбанистички план за издвојување на свињарските фарми од градот. Зошто, господа, советници од СДСМ, гласавте против оваа програма? Дали имате против што со оваа програма директно се решаваат проблемите на граѓаните во нивните дивоградби? Што му смета на СДСМ да се определи нова локација надвор од градот, каде што ќе можат да се дислоцираат и постојните фарми? Му пречили на СДСМ тоа што во 15 велешки села ќе се донесат општи акти со кои што ќе се олесни постапката за издавање на одобрение за градење. Висината на програмата за изработка на урбанистички планови е 8 милиони денари. Мнозинството вели дека со неа ќе се решат многу проблеми во градот. Според нив, тоа на опозицијата не е важно. Тие одново ги ставиле партиските пред интересите на граѓаните. Со тоа што не ја поддржаа оваа програма, СДСМ уште еднаш потврдија дека поважни им се дневно-политичките и партиските потреби да се биде против, наместо да се води грижа за интересите на граѓаните. На денешната пресконференција од ВМРО ДПМН е одново побараа образложение за тоа што СДСМ гласала против програмата за заштита на животната средина. Автомобил се забе во бетонска заштитна ограда на патарината Сопот. Во несреќата се повредени двајца. Вчера доцна попладне се случила сообраќајката. 15 на минути после 16 часот автомобилот Fiat Bravo со велешки регистрации директно удрил во бетонскиот елемент на една од кабините за наплата. Од силината на ударот, предниот дел на автомобилот е целосно уништен. Фијатот го управувал 52 годишен жител на селото Горно Оризари. Во автомобилот се превезувал и 50 годишен сопатник. Двајцата заработиле тешки телесни повреди. Имале скршеници по целото тело. Со возило на итната медицинска помош се транспортирани во Велешката болница. Поради сериозни повреди, еден бил веднаш транспортиран на скопските клиники. Тој имал скршеница на клучна коска, надлактица, петна коска и ребра. Кај другиот, лекарите од Велешката болница констатирале скршеници на ребра. Овој пациент е задржан на лекување во хируршкото одделение.
На местото на несреќата увид направиле јавен обвинител и екипа на полицијата. Резултатите од нивниот извештај треба да откријат која е причината за несреќата. Според неофицијални информации, возилото удрило во бетонскиот столб поради откажување на сопирачките на автомобилот. Инаку, поради несреќата, сообраќајот на автопатската делница Скопје-Велес се одвиваше отежнато. Околу 220 велешани се регистрирани како граѓани кои имаат болест на зависност. Најголем дел од нив се уживатели на дрога. Колкава е вистинската бројка, никој не знае. Можеме да погодуваме дека е неколку пати поголема. Според надлежните, болестите на зависност се појавуваат многу рано, кај младите на возраст помеѓу 14 и 15 години. Најчесто се започнува со употреба на алкохол, а се завршува со дрога. Оние што ги имаме ние, значи зависниците од дрога, во најголем дел се зависници од хероин, метадон, марихуана исто така, а во однос на која возраст започнуваат младите, значи негде околу 14 годишна возраст започнуваат со употребата најпрво со алкохолот, подоцна преминуваат на марихуана, па на останатите видови на дроги. Од кои причини младите се оддаваат на пороци кои предизвикуваат болест на зависност? Анализите покажале дека проблемите во семејството се најголем ризик фактор. Развод, недостиг на еден од родителите, присуство на зависник во семејството. Според статистиките, подложни на зависност се лицата од машкиот пол. Негде околу 70-80% имаме и поголем процент, негде од целокупната бројка, негде околу 190 ни се корисници, значи од машки пол, околу 30 ни имаме женски лица. Меѓутоа, кај нив секогаш постои таа поголема дискриминација затоа што се работи за лица од женски пол кај корисноста на дрога. Да се видат моменталните состојби во општината, каква е работата и вклученоста на институциите, да се слушнат размислување и искуства. Тоа е целта на денешната трибина на тема превенција на болестите на зависност кај младата популација, која се одржа во просториите на општината. Затоа денес се поканети ученици од основните и средните училишта, значи опатени се учениците од 7 и 8 одделение, прва и втора година на средните училишта, кои што мислиме дека се оние ризични групи кои што можат да потпаднат под влијание на болестите од зависност и да ги слушнеме нивните размислувања. На денешната трибина присуствуваа и представници од педагошко-психолошките служби од основните и средните училишта, Центарот за јавно здравје, СВР Велес, Центарот за социјална работа, Општата болница и родителите. За останатиот надпревар од седмото коло на машката ракометна Суперлига помеѓу екипите на Металург и Борец се уште не е одигран. Термин кој неверојатно ќе биде и дефинитивен е 25 овој месец. Причината за одложување на надпреварот секако е густиот распоред на скопскиот клуб и настапите во Лигата на шампионите. Сепак, имајќи ги предвид досегашните настапи и играчкиот кадар, многу е тешко за велешени да се надеваат на било каков позитивен резултат од таа средба. Во меѓувреме, Борец сепак ќе одигра надпревар против Металург. Викендов во рамките на 10-тото коло велешени гостуваат против вториот тим на Металург. Ова е најдобра можност да се прекине серијата на порази, која веќе достигна до 6. Противникот е единствената послабо пласирана екипа во првенството, без ниту еден освоен бод досега. Дека нема да биде лесно, покажува надпреварот од првото коло, кога на домашен терен Борец беше подобар од Металург 2, само со гол предност 27 спрема 26.